Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Денеска е конституиран новиот совет на општина Прилеп. Во тек е дистрибуцијата на гласачките ливчиња за престојниот втор круг од локалните избори 2025. Претрес во Прилеп, пронајдени муниција и пиротехнички средства, лишено од слобода едно лице. Времето денеска сончево и потопло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфортно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Советот на општина Прилеп денеска ја одржа првата конститутивна седница во новиот состав. Денес е голем и свечен ден за нашиот Прилеп. Ден кога започнува ново поглавје на заедништво, развој и напорна работа, посочи новоназначениот градоначалник на Прилеп Дејан Продановски. Во изминатиот период јас не понудив празни ветувања, туку јасен концепт, детален план и цврста визија за тоа каков Прилеп сите сакаме да видиме. Имаме визија за Прилеп кој е економски силен, град кој создава и град во кој се останува. Затоа ќе работиме на целосно инфраструктурно опремување на индустриските зони Прилеп 4 и Прилеп 5. Ова не се само парцели. Ова е моторот кој треба да ги задржи нашите млади тука преку отворање на нови, добро платени работни места. Имаме визија за Прилеп кој е урбано, среден, чист и зелен. Затоа, еден од нашите врвни приоритети е конечно уредување на коритото на градската река по целата нејзина должина. Таа ќе стане новата зелена артерија на градот, место за гордост, а не за срам. Заедно со ова, ќе создадеме два нови, големи парка и ќе ги изградиме клучните обиколници Исток и Запад за трајно да го решиме сообраќајниот метеж. Имаме визија за Прилеп кој се грижи за сите генерации. Затоа, веднаш започнуваме со активности за изградба на нова, модерна детска градинка во населбата Риб за нашите најмали. Истовремено, ќе влеземе во темелна реконструкција на клучните спортски и културни објекти, бидејќи спортската сала Младост и нашиот театар Војдан Чернодрински се душата на градот. Ова не е само список на желби. Ова е наша обврска. Ова е нашата мерлива и проверлива програма. Локални избори 2025. Во тек е дистрибуцијата на гласачките ливчиња ни издржавава за престојните локални избори 2025. Од печатницата Киро Дандаров во Битола изутрината започна дистрибуцијата на 1.013.357 избирачки ливчиња за гласањето на вториот круг на локалните избори 2025. Од Државната изборна комисија велат дека дистрибуцијата на избирачкиот материјал се одвива без никакви проблеми. Внедела ќе се бираат градоначалници во 32 општини и во градот Скопје. Во сабота гласаат болните, изнемоштените, затворениците и лицата во домашен притвор, чии пријави се прифатени од општинските изборни комисии. Локалните избори, според информациите на ДИК, ќе ги следат 1569 наблюдувачи, од кои 904 домашни и 651 меѓународни, а акредитирани за известување од изборите се и 14 странски новинари.
Поради недоволен цензус на првиот круг од локалните избори во 4 општини Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово и Ростуше ќе се спроведе нова изборна постапка за избор на градоначалници. Гласањето, согласно изборниот законник, нема да се одржи во недела, туку во рок од 60 дена од конечните резултати од локалните избори 2025. Во првиот изборен круг од локалните избори беше извршен избор на градоначалник во 44 општини. Локални избори 2025. Од полициската хроника. На 29 октомври полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода лицето ПВ 40 годишен од Прилеп. Врз основа на судска наредба од Основен суд Прилеп извршен е претрес во домот и помошни простории во Прилеп, собственост на ПВ, при што пронајдени и одземени се 13 боеви куршуми различен калибар, рамка за пиштол, помошна рамка за куршуми од пушка, 167 пиротехнички средства, 21 парче муниција за гасен пиштол, сигнален куршум, регулатор за гасови за сигнален пиштол, 12 испукани чаури, 64 различни монети и други предмети. По документирање на настанот против ПВ ќе следува соодветна пријава. На 29 октомври во 11 часот и 10 минути во ОВР Прилеп било пријавено дека на крстосницата од булевар Гоце Делчев и улица Архиепископ Доситеј во Прилеп се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Шкода со битолски регистарски ознаки, управувано од ПА 58 годишен од Битола и патничко возило Сеат со прилепски регистарски ознаки, управувано од БД 71 годишно од Прилеп. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил БД, додека со телесни повреди се здобиле ПА и неговата сопатничка КП 38 годишна од Прилеп, констатирани во општата болница во Прилеп. Извршен е увид од увидна екипа од ОВР Прилеп. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб ветер од јужен правец. Во Прилеп по студеното утро преку ден времето сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб југоисточен ветер. Минималните температури во Прилеп се спуштија до 2, а максималната ќе достигне до 15 степени. Под влијание на висок воздушен притисок следува период на стабилно и суво време со постудени утра, а дневната температура ќе биде во пораст, особено во деновите од викендот. Претпадне по одделни котлини и речни долини ќе има услови за појава на магла. Временска прогноза. Слушате Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Октомври 2025 година.